На иницијатива на превозниците од автотакси компаниите од општина Делчево, доставено е до Советот на општина Делчево барање за измена на одлуката за определување на тарифата за автотакси превоз на подрачјето на општина Делчево и наведувајќи во истата причини поради кои што се бара покачување на цената на превозот. Истото барање беше доставено и до службите на општина Делчево, кои што го разгледа истото и како резултат на сето тоа излезе предлог одлуката за определување на тарифата на автотакси превозот со покачување на стартната цена за 5 денари, односно тарифата 1, која што е дневна тарифа, со старт од 30 денари, изминат километар превозење 15 денари и чекање во трајање од 1 минута 3 денари. Тарифата 2, која што се употребува во ноќните периоди и во празнични денови од 00 часот до 05 часот наутро, изнесува 30 денари стартна цена, изминат километар 18 денари и чекање од 1 минута 3 денари. Исто така подоле наведена заштитна цена до 1 километар поминат при возење 45 денари. Околу заштитната цена можам да ви кажам дека тоа е цената во која што се земени вкупно стартната цена, почетокот за извршувањето на превозот и првиот изминат километар при возење. И сега на графичките прилози што ви ги дадов, се забележува, имаме два круга, во кој што центарот на круговите е такси стојалиштето асно и радијално во било кој правец да тргнете од тоа стојалиште, завршувате на крајот на првиот круг. Од истото стојалиште, кога би тргнале радијално во било кој правец, користејќи ги услугите на автотакси превозот, се движиме 2 километри и се забележува дека на одредени подрачја немаме, на одреден дел тука немаме толку густо населени подрачја, населби, каде што би имале поголем интензитет на превоз и преку кое што и би обезбедиле таа заштитна цена од 2 километри, како што е наведено во барањето на автотакси превозниците. Значи има тенденција на намалување на атрактивноста на овој вид на превоз, кој што ние како служби сме ја согледале по намалениот број на барања за изводи од лиценца кои што ги издаваме и тоа е добар показател да се види дека автотакси превозниците имаат проблем кој што треба да биде надминат. Добар ден на сите, јас би сакала да истакнам дека нашето барање пред се произлезе од потешкотиите во работењето, значи зголемени трошоци, поголема амортизираност на возилата заради условите кои што ги имаме по патиштата, минимални плати, цени на горива и се кога се сумира, ние имаме потешкоти во работењето. Нашиот предлог на 60 денара заштитна цена излегува од тоа што по досегашниот како се баждирани таксиметрите, таксиметарот во суштина врти меѓу 55 и 60 денари, а ние наплаќаме 50 денари. Са јавна тајна е дека не се наплаќа по таксиметарот. Значи, такси превозот во градот е фиксна цена, сите знаеме. Од таа причина ние се соочуваме прво со проблеми, значи не е проблем при наплата, значи затоа што веќе патниците сите си знаат колку е такси превозот. Меѓутоа се доведуваме во ситуација кога една контрола од управа за јавни приходи дојде во возилото, ние никогаш не ни е точна касата, да речеме. Таксиметарот куца меѓу 55 и 60-65 во принцип, а ние наплаќаме 50. Пред месец и пол почнавме да наплаќаме 60, имавме реакции, значи, од општината дека мора право да мине таа цена на одлука на совет и да ги пребаждираме таксиметрите. Од таа причина ние баравме тоа за да сепак на некој начин остане фиксна цената на такси превоз од 60 денари, а да ние од друга страна немаме проблем ни со управата за јавни приходи. Затоа што во моменталната ситуација колку и да е незаконски, јасно дека ако не наплатиме по таксиметарот е незаконски. Меѓутоа, ситуацијата е таква каква што е. И сега ние кога таксиметарот извртил 55, ние наплаќаме 50, таксиметарот извртил 58, ние пак 50, 48, ние пак 50,
Нашите каси никогаш не се точни. Една управа за јавни приходи може да ни направи секаков проблем, да не доведе до ситуација да мора да затвориме. Една казна е 2500 евра за неслагање во касата. Од таа причина го бараме тоа, со 60 денари заштитна цена до 2 километри возење. Затоа што релациите кои што не надминуваат километар се можда 5% во вкупните релации. Благодариме. Прашања, предлози, сугестии? Може само да образложам, од кои причини ние не можеме тоа да го дозволиме до 2 километра. Значи, кога ќе се земат патници од централното градско подрачје и ќе треба да се превезат до населба Басарица, до најоддалечената улица во населба Басарица имаме 1,7 километри. Значи, ако би се возело по таксиметар, би требало да им се наплати помала цена од 60 денари, која што да речеме би била заштитна за 2 километри. И доколку заштитиме таа цена на 2 километри, населба Басарица и примерот е тука. Значи, жителите тука на тој дел би требало да платат 60 денари, иако биле превезени помалку километри од 2. Исто тој со населба Звегорска река. Значи, ние заради тие причини, заради самите должини на превоз и самата поставеност на Делчево како град, не можеме таа цена да ја заштитиме на 2 километри. Меѓутоа, заштитената цена од 1 километар и плюс тие 15 денари, точно имаме 60 денари за 2 километри незаштитена цена. Доколку возилото застане на семафор, застане патникот да купи нешто, му се тарифира уште 3 минути за 3 денари за минута. Значи, веќе тука имаме 63, 66 и понатака како има застанување.